Здраво дечки, како сте? Добре, дојдовте дечки во моето ново видео. Дечки, денеска снимаме Q&A парт, не знам кој беше точно, али ќе ставам овде негде. Неќам да го гуглам GP као парт, не знам кој беше Q&A парт, не знам кој парт тој рече GP, али не. Можеме да почнеме со видео ако ставите лайк, ставите subscribe. Више сме на 1000, над 1000 сабскрајбери, така да можеме да одиме сега по полека кон 2000, мислам така. Кон 2000 можеме да тргнеме по полека па 3, па 4, па 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 и после одиме можда до 100.000, некојаш, после 10 на 20 години, али ќе видиме за тоа. Тоа зависи од вас, ставите лайк, ставите сабскрајб, гледам дека многу од луѓето што ме следите немате ставено сабскрајб. Замисли, кликниш на тоа црвено копче сабскрајб и стануваш дел од екипата УФ Кико. Денес одиме со прво прашање, а тоа е: дали планираш негде да се селиш од Македонија? Ако да, каде би се селел и освен Барселона? Не би ни рекол Барселона, иако Барселона ми е омилен фудбалски клуб, нема врска тоа со градот, не би одел тамо, али не планирам да се селам искрено од Македонија. Можда некојаш видмине од Македонски Брод, одам во друг поголем град во Македонија, ама од Македонија као држава не се селам, не одам во никоја друга држава, значи ќе останувам секогаш во Македонија, не би сакал да одам странство, пошто сепак странство мислам дека не би се снашол баш добро и си сакам државата, сакам тука да останам, искрено не би одел во странство. Мислам, да, не би заминал никош од Македонија, така да одговорот на прашање, не би се одселил од Македонија. Одиме на следно прашање, а тоа е: кој ти е најдобар играч анонимно? Вака сега, најдобар играч, ако мислиш на фудбал, Меси, да брат, Меси е секогаш најдобар за мене, мислам, Меси е најдобар и така часаница секогаш, мислам, после Меси нема да имам нов омилен фудбалер, као добри фудбалери ги имам, че ги гледам од Барса, логично, ама Меси останува секогаш најак. Одиме на следно прашање. Кој ти е омилена песна? Брат, моментално немам омилена песна, искрено. Слушав порано да песни многу, од Пајак ми беше омилено на Бела, ама сега помиля таа, више не е толку нешто. Мали ги слушам овие српскиве песни понекојаш, али многу ретко. Немам баш, да речеме сега омилена песна, да рече, немам омилена песна. Ајде да дарим една, нека остане ту исто таа од Пајак и Лара Бела. Таа беше најака песна. Следно прашање. Кој ти е омилен пејач? Анонимно е за ова, имам одговарано и во претходни сториња. И да, Пајак ми е омилен пејач. Мислам, претходни сториња, дечки, имам одговарано во претходни видеа, така да Пајак ми е омилен пејач, Пајак секојаш часен е омилен пејач за мене. Тој ми е според мене најдобар као мој стил на песни имат, не е као другиве песни. Едноставно стилот на песните баш ми се свијат кај Пајак, така да тој ми е омилен пејач. Одиме на следна. Дали ќе има уште Stumble во лайв? Логично. Со Stumble продолжуваме во живо. Секој 4 пати неделно ќе го правиме лајвови и ќе видиме, ќе се договориме, ама 4 пати неделно можно е да имат лајвови, така да ќе вметнуваме и Stumble почесто. Гледаме на следно прашање. Кога лајв и на лајвот да се игра повеќе Stumble анонимно? А чекај, други анонимни беа прашања? Да, анонимни ги ставаме сите, добро. Вака, лајв ќе пробам да вметнувам, како што реков, 4 пати неделно лајв, така да програмата ни е фул, да имаме полна содржина на каналот, да имат, мислам да растуриме со видеа, да бидеме најаки, така да и лајвови и видеа да се комбинираме, така да Stumble ќе имат почесто. Да, можно е 2 пати или еднаш неделно да се игра Stumble на лајвовите, ќе видиме, ќе смислиме, зависи од тоа колку игри сакате да играме. И да, ќе имат почесто лајвови, ќе имат почесто и Stumble, точно кога, не можам ти кажам, не знам ни самиот, затоа не можам ти кажам, али ќе имат, ќе смислиме, ќе видиме, ќе се говориме, така да лајвови и видеа како што реков ќе имат почесто. Одиме на следно. Тоа е омилена песна од Цеца, анонимно. Не е слушам ни се пат, не знам ни една нејзина песна, искрено. Така да, ново прашање не могу да ти одговорим. Добро, не можам да ти одговорам на прашањето, не знам ни една нејзина песна, така да... И следно прашање е: дали некогаш би стримал Fortnite анонимно?
Ne znam, Fortnite ne je baš igra koja za mene. Treba mnogo brzi prsti da imaš kao na kompjuter, na tastature, kako se igrat igrave, svi te kopčenja, svi te kontroli, da gi znaš na pamet, tako da Fortnite ne je za mene. Iskreno, ne bi je igral Fortnite nekojaš. Možda nekojaš vidnina, ama za sega ne Fortnite. Barem dok naučam da koristim tastatura. Ali sepak Fortnite ne je baš nešto kao moj tip na igra. Ama če vime, ako vi je sakate nekojaš, možda da je maknim, ama vidnina, ne sega. Ne za brzo. GP ili Stefonator? Brat, iskreno dvajcata. Moram da izberam jedan. Če sam GP, to ti beše mnogo kao poradovan su videa. Надо Stefonator сега снимат. Ама сепак поинтересно че беше да снимаше kao повеќе видеа. Ама тој сега е повеќе на лајвови, едни два пати неделно, не знам колку објавуваат видеа. Ама сепак и тоа е доволно. Така да, добар ютубер си е Stefonator, ама за мене GP. Одиме на следно прашање. Не мора анонимно. И што мислиш за мене Лукси и дали сакаш соработка, не можам да го прочитам, не знам како точно да го прочитам, дали сакаш соработка еден ден? Па брат, Лукси, за тебе мислење све најак си, брату, така само продолжи, терај напред до 100.000 ќе стигнеш. Еден ден, верувај, само нема да се откажеш никогаш, терај напред, јако, без откажување, без страф, не се срамија никој, терај на најако, што ти се снимат, снимај, уживај, брату. Значи, терај си на најако и мислење за тебе, ти си легенда, брату. Продолжи, само не се откажи никоја, значи терај си слободно, што ти се снимат, снимај си кога да имаш време, не морат баш да си активен од почеток на YouTube, ама понатака како што растиш, гледај да си повеќе поактивен и мислам дека имаш голема иднина пред тебе како јутубер, а за соработка, брат, важи некојаш баш е проблем што местава на живење ни се баш подалеку, ти Скопје, таму ја овде во Брод, али некојаш ако идам наки Скопје, обавезно ќе правиме соработка, важи, брат. И да, дечки, тоа е се за денешното видео. Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, ако не ставите дислайк. Тоа е се, фала ви за гледањево. Ставете subscribe и нормално пишете во коментар што следно сакате да ви снимаме или кои игри да ги играме на лајвове или било што. А вас фала ви за гледањето и уште еднаш поздрав, се најубаво, се гледаме во нареден лајв утре и наредно видео за утре. Чао!